максималната казна за ова кривично дело е најмалку 10 години. Судот ги ублажи многу казните. Видовте дека тоа се 6 години, 6 месеци, 6 години, 3 месеци, што се навистина и за обвинителството многу ниски казни. Изненадена сум јако обвинител на вака ниските казни, бидејќи во претходната пресуда за самите извршители на насилниот чин во собранието се дадоа многу високи казни. Мислам дека пресудата е таква каква што е, судијата ќе образложи зошто ја донел и зошто олеснителните околности преовладувале во овој конкретен случај кај едно вакво тешко кривично дело, а не отежителните кои самите имавте можност да ги чуете колку судот ги нагласува. Со самото нагласување на сите тие отежителни околности за судот, по мое мислење, не смееше судот да си дозволи да има пониска казна од 10 години. Барем по мое јавно обвинителско видување на самиот настан, бидејќи доколку не постоеа овие обвинети као организатори, немаше да се случи и самиот настан во тоа. Жалба секако ќе има на ваквата пресуда, бидејќи казните се многу ниски. Земете ги во предвид само за една мала компарација ќе направам. Катица Јанева е казнета за полесно кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување, каде што максималната казна е 10 години и доби 7 години. Па сега јавноста нека направи споредба со висината на казната, а кога ќе ја добиеме писмената пресуда, секако дека ќе вложиме жалба и за сите обвинети. Сега за поднос на притворот, што делумно го прифати со куќен притвор, ќе видиме на таа одлука дали обвинителството ќе се жали. Во олеснителните околности беше спомнета амнестијата. Влијаеше ли многу на целиот процес, па и предходниот, но и сега овој? Видете, за мене амнестијата, ја како јавен обвинител и ко правник имам свое мислење. Таа беше дадена општо, без конкретно дело, без конкретни обвинети и без кривични дела и правна квалификација, што таква амнестија никогаш не е дадена за никого во текот на целото ова правосудство по осамостојување на бивша Југославија, пошто ние сите знаете дека ги превземавме сите тие закони од бивша Југославија. Никогаш не е дадена општа амнестија како што во овој случај. По мое мислење таа е незаконита, не произведува правни действија и сето тоа. Зошто судијата ја спомна амнестијата, ќе се обратите до него, он да ви објасни и во која насока амнестијата влијаела за ваква ниска казна.